Во однос на информациите кои што се појавија вчера и во однос на големиот интерес кој што го предизвика моето обраќање преку социјалните медиуми, дозволете да дадам неколку појаснувања како работите би биле многу појасни. Ова се 7 решение со кои што им престанува работниот однос на 7 вработени во Генералниот секретаријат, подпишани од предходниот генерален секретар Кирил Божиновски на 1.6.2017 година. Причината поради која што престанува работниот однос без никакво покренување на соодветна постапка е истата она за која што зборев и вчера, а тоа е недоаѓање 3 дена последователно на работа во последните месец дена. Од тука се поставува прашањето како е направено, бидејќи вчера се зборуваше за некаква селекција, како е направено селекцијата од тој збир на 80 лица, да само 7 лица во рамките на Генералниот секретаријат добијат отказно решение од причина што сите имаат еднаков третман пред законот и сите не доаѓале на работа во последните 2, 3 или 4 години. Затоа сакам да упатам едно прашање до вас, меѓутоа се разбира ова нема да остане во вид на прашање, туку ќе покренеме соодветната постапка во многу брзо време, се надевам и во текот на утрешниот ден, кога ќе биде покрената соодветна кривична постапка за злоупотреба и нанесување на штета на буџетот на Република Македонија во висина од 824.000 евра. Станува збор за одговорност, која што ќе ја бараме солидарно од страна на работодавачот и односно од генералниот секретар и од страна на работниците кои што иако знаеле дека треба да доаѓаат на работа, иако знаеле дека совесно треба да ги извршуваат своите работни задачи, не доаѓале на работа. Располагаме со писмена евиденција и тоа како доказ ќе биде доставено до јавното обвинителство, во која што се гледа дека овие вработени во последните 2, 3 или 4 години, зависно тој кој кога е примен на работа, еднаш во неделата во однапред подготвен распоред доаѓале да се потпишуваат дека се присутни тој ден. Во останатите 4 дена немале никаква обврска. И во истиот ден кога доаѓале на работа немале никаква друга обврска, туку едноставно требале да дојдат и да се потпишат. Во ова, за да бидат работите уште по страшни, овие вработени користеле годишен одмор, користеле платено отсуство, понатаму биле фиктивно оценувани за својата работа и сите тие вработени добивале една иста сообразна оцена 3, од причина што според закон со добивање на средна оцена, вие нити одите горе, нити одите долу во своето напредување, туку останувате на истата позиција на која што сте биле пред оценувањето. Значи, станува збор за едно организирано делување, кое што е во соработка и во координација помеѓу генералниот секретар предходен, вработените кои што взимале плата и службите кои што го организирале таквото делување. Затоа, според казнениот законник на Република Македонија, ќе биде покрената соодветна постапка пред соодветните институции. Дискриминацијата не е правена, односно дисциплинската постапка која што е покрената од моја страна е во рамки на законски определените рокови. Испочитувани се максимално законот за јавни службеници и законот за работни односи, и слободно, доколку некој смета дека е повредена некоја одредба од овој закон, може да ја оспорува. Дисциплинската постапка е запрена, не значи дека нема да продолжи, туку е запрена се до завршување на локалните избори согласно член 8б од законот за избори. По завршување на изборите, дисциплинската постапка ќе продолжи, но тоа не значи дека треба да го чекаме завршетокот на локалните избори, како би покренале соодветна постапка пред надлежните институции за утврдување на кривичната одговорност и за нанесување на штета на буџетот од 824
евра. И друга информација која што треба да ја знаете е дека овој број на лица кои што низ годините уназад не доаѓале на работа, а биле примени во Генералниот секретаријат од 2015 година наваму се намалува и доаѓа до бројката од 60 на луѓе, од причина што во 2015 година тој број на лица кои што не доаѓале на работа, а земале плата изнесувал 600. Тие лица со текот на времето, најверојатно, како почнаа да се објавуваат политичките бомби и како се осеќаше губењето на власт од страна на ВМРО ДПМН, се распоредувани по локалните самоуправи и по институции кои што јавни предпријатија кои што се во надлежност на локалната самоуправа. Благодарам. Повелете прашање. Дали имате информација дека сите луѓе во текот кога беа работеле не доаѓале на работа, бараат кабинетот на генералниот секретар да се систематизира? Дали имате информација дека сега овие луѓе се работеле на некоја друга институција, како што викате? Овие лица кои што моментално значи да го објасниме процесот на преземање, не зависи од административниот службеник дали ќе се префрли некаде или нема да се префрли. Едноставно, институцијата која што има потреба од него треба да побара од институцијата каде што е вработен. Затоа трансферот на овие лица и намалувањето на бројката од 600 на некои 60 е по принципот да единиците на локалната самоуправа и јавните предпријатија во рамките на локалната самоуправа, каде што власт е била ВМРО ДПМН, овие лица ги повлекувале се со цел да го зацкријат земањето на плата без овие лица да доаѓаат на работа. За колку лица е таа дисциплинска и за колку има прилична? 80 Дисциплинска постапка е поведена против 60 на лица и против нив, бидејќи докази располагаме за нив, значи против нив и против поранешниот генерален секретар ќе биде покрената соодветна постапка. Господин Рашевски, во кој период овие луѓе примаат плати? Овие луѓе Веќе сте покренале дисциплинска постапка, ме интересира до кој период они примале плати? тие лица примале плата за примаат и се уште за жал плата, бидејќи законските можности не дозволуваат овие лица да бидат избркани од работа. Без соодветна, овие лица доаѓаат на работа, меѓутоа одбиваат вршење на било каква... Значи не може да ви спогледате престанат на работа, но според тоа што ви доаѓаат? Да. Уште повеќе што вештината на заскривањето на целата работа е пред доаѓањето на новата власт во владата на Република Македонија и пред доаѓањето мое во Генералниот секретаријат, овие лица имаат земено годишен одмор. Значи, едно организирано злоупотребување на своите права, кое што очигледно било дека се во насока да се спречи нивно бркање од работа. Господин Рашевски, знам дека вие зборувате за ваше што сте били дел Генерални секретаријат, меѓутоа имате ли информации како е по другите служби? Од министерствата јавни установи поопшто. Колку има фирми и таму има огромно што вака институционално доаѓаат на работа. Имам информација дека доаѓаат на работа колку се службени посебни станови. Само за тоа, не за да работат. Така. Затоа ќе го поканам портпарол да ви одговори, бидејќи е координирана активност помеѓу останатите министерства и органи на државната управа, да ви одговори на прашањето. Одговоров ќе биде всушност дека допрва ќе го добиете овој одговор. Тоа значи дека координацијата е во тек помеѓу ресорните министерства, секретаријатот за Охридски рамковен договор и уште неколку институции во рамки на владата, и во најскоро можно време ќе го добиете прецизно и овој одговор за оваа бројка. Можеше ли тоа малку побрзо да се заврши? Да. Да чекам изборниот закон и сето тоа што сега не би било возможно. Да можеше ќе беше. Некој друго прашање? Што значи, против сите 60 лица што ги споменавте, што се останати, или ги споменавте дека бидат засудени, па се намалувано, што се покренати дисциплински постапки? Против сите се покренати дисциплински постапки и разгледуваме можноста процесот, а тоа секако
согласно Закон за работни односи се застарени побарување, меѓутоа согласно останатите законски прописи, кривичната одговорност не е застарена и планираме целата ова правна проблематика да ја прошириме на останатите, барем во делокругот на работење на Генералниот секретаријат, на останатите 540 лица кои што трансферирале во други институции. Така да се надеваме дека јавното обвинителство ќе работи согласно законот и дека ќе утврди одговорноста која што е во форма на нанесување на материјална штета на буџетот на Република Македонија.